Секој има свои 5 минути, согласно временската дилатација за која зборува Ајнштајн, во зависност од просторот каде што се мерат. Некому тие траат подолго, некому пократко. Во нашиот случај, тоа е условено од местоположбата, власт или опозиција. Во секоја држава има криминал. Но можеби Македонија е една од ретките држави каде што криминалците имаат држава. Затоа што политиката стана најпрофитабилниот бизнис. Криминалот и криминалците се приказна за која е потребна институционална контрола. Ама јавноста несомнено може да добие и постојано добива впечаток дека политиката е наистина одлична и лукративна професија. Друга парцела, која е во собственост на таткото и братучедот на Димитриевски, е купена од кумот на Димитриевски, Драган Митевски, за 250.000 евра. По само неколку дена, истата парцела е препродадена на Лидл за 600.000 евра. А традиција во политичката култура е за јавно кажаниот збор да се креира негативно мислење и да се омаловажи презентерот. Уште ако авторот е директор и тоа на Фондот за пензиско и инвалидско, тогаш дефинитивно мора да се верува во податоците од досието за лицето која соопштува несаканата информација. Во интерпретација на сомнително лице со документирани здравствени проблеми од психолошка природа, за која не сме сигурни дека ја конзумирала потребната дневна доза лекови, Кој колкава и каква терапија прима не е показател за аргумент, туку за негово отсуство. Оти не е само тоа, туку и фактот дека најгласните критичари на Ахмети наситно прават локални шеми со неговите пулени. Гледаме денеска, читам дека Максим Димитриевски во коалиција со ДУИ носи детални урбанистички планови, а во спротивно го гледате во телевизија дека е против ДУИ, ДУИ е ваква, ДУИ е таква, не знам што и така натаму. Освен Димитриевски со Ахмети и со ДУИ комуницира и Таравари. Тој е сепак малку посигурен во својата агенда од коалицијскиот партнер од Куманово. Па сето тоа што го прави без компромиси и не на мала врата. Оваа куќа е отворена и голема. Сите се добродојдени. И на крајот, никогаш не можеш да бидеш сигурен кој ќе тропне, пријател или не. Кога ќе велиш за една куќа дека е голема врата, тоа не се однесува физички, колку има таа големина или колку е голема таа врата, неко колку е чесен тој домаќин на таа врата или на тој дом. Македонската политика е пропуслива и има огромна капија, ама на неа има многу мала брава. Во неа постојано е заглавен клучот на честност.